Добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на Тунел. Ако љубовта и бракот луѓето ги кронисуваат со радоста при раѓањето на децата, зошто тие што ни носат толку многу голема радост и среќа им нанесуваме или зошто не им нанесуваме толку болка или плач? Едноставно децата имаат своји права. Дали ги знаеме ние како родители кои имаме навистина сериозна одговорност во патот на нивното воспитување, како и општеството се разбира. Има одговорност секој од нас, но за правата на децата, за борбата за вистински за нивните права и што значи да се биде покрај децата, можеби најубава вечера да зборуваме со луѓето кои веќе 25 години работат на оваа проблематика и се тука за децата во секое време. Добро вечер, велам на една одлична екипа. Добро вечер за Ана Битолјану, која работи како мировна работничка во првата детска амбасада Меѓаши. Добро ни дојдовте. Драго ми е што сте овде. Добро вечер велам за претседателот и основач на Меѓаши, Драги Змијанац. Добро вечер и за вас. Драго ми е што еве ќе ви очеститам и вака првично јубилејот од 25 години, сериозна бројка. Честитки за години издржливост, труд и верба во децата. Добро вечер за Ангела Маневска, која е координатор на СОС бројот за деца и младинци на Меѓаши, повелете, и добро вечер за никако најмалку важниот, иако последен го најавувам, амбасадорот на првата детска амбасада Меѓаши, Коле Ангеловски. Добро ни дојдовте. Одлична екипа велам, бидејќи навистина на сите ќе ви честитам, без оглед колку години да сте, драги од самиот почеток, Меѓаши 25 години, сериозна бројка за да се двои енергија, љубов и желба да се биде за децата, со децата, покрај децата во она што значи борба на среќно исполнето и се разбира со право за гарантирано детство. Ајде да почнеме од идејата да се основа прво Меѓаши, драги. Навистина 25 години е една сериозна бројка, речиси со втемелувањето на самостојувањето на Македонија се појавува веројатно кај вас идејата и желбата да се основа Меѓаши. Па би рекол главни виновници за се ова што се случува веќе 25 години на опстој се Гордана и Драги Збијанац, со една група на луѓе околу нас кои не поддржуваат многу години наназад, меѓу кои нашиот амбасадор Коле Ангеловски, Драган Мијалковски, покојната Есна Реджепова, Јова Димитриевиќ, Миралем Зупчевиќ и многу луѓе кои беа со нас во тие тешки времиња кога започна војната, кога децата беа погодени од војната, кога се распаѓаше Југославија, кога стигна драматичен апел од Сараево, од познатиот глумец Александар Мичиќ. Гордана токму мојата колешка и сопруга токму во оваа телевизија дојде, тогаш беше уредник Љубиша Николовски и беше упорна да воспоставениот мост Сараево-Скопје се воспостави и ги повика граѓаните на Република Македонија. Тоа беше вистинско граѓански активизам. Ние не бевме ниту регистрирани кога го дадовме нашиот приватен домашен број и веднаш после тој број, веќе 2 недели, ние дома двајцата евидентиравме список на многумина граѓани кои сакаат да згрижат деца погодени од војната во нивните домови. Дури 20 на дена после тоа официјално се регистриравме на 29 април, зашто моравме да се регистриравме, се зафативме со многу сериозна и одговорна задача и морам да кажам дека почетоците од тогаш до ден денеска на сите кризи на децата погодени од војна сме одговарале. И на децата погодени од војната во Босна и Косовската криза, кога работевме со децата во камповите во Скопје, и од нашиот конфликт 2001 кога згриживме како единствена и прва граѓанска организација прифатилиште за деца погодени од војната, односно натрешно реселени лица во нашата амбасада. Сега работиме исто со мигрантите во Табановци, така да навистина во континуитет одговараме на овој голем предизвик и неправда и голгота која трпа децата како резултат на војните. Дали на почетокот имавте размислување, дилема? Почнавме, но дали ќе истраеме, дали ова преголем залак, трошење енергија и емоции кои не секој, да бидам искрена, може да ги даде и да се сложи, да дели толку емоции и дел од своето време и практично од своето здравје, за да биде тука да подаде рака на другите пред се на децата. Имавме многу искушенија, многу пречки, препреки, би рекол и сопки. Јас имав тогаш филозофија дека како тие сака да ни ги поставуваат пречките, така ни учевме да скокаме на пречки и се повеќе скокавме и се повеќе го ширевме кругот на поддржувачи. Она што беше клучно, чинам дека воспоставивме многу брзо меѓународна соработка. Се умреживме на сите полиња и многу брзо бевме детектирани дека ние всушност не работиме за ничии интереси поврзани
со владеачка структура, одредена политичка партија и така натаму. Тука едноставно настане главниот фокус децата, заштита на правата на децата, градење на култура за мир кај малите деца што најрана возраст, и тоа во континуитет го работиме 25 години. Сме екстра проверени и на сите можни притисоци сме одговориле, и би рекол сме направени таков материјал кој навистина обстојува на сите можни предвидливи и непредвидливи ситуации. Одлично. Кога го спомнавме и мирот, мировна работничка е она што стои во описот на вашата работна задача, меѓу другото, Ана, и ми интересира еве и да појасниме што тоа всушност значи. Програмата на која што работам е образование за мир или мировно образование. Тоа е на известен начин продолжеток на долгогодишни проекти, иницијативи, активности со кои што меѓаши се бавеле дали од почеток на самото реагирање на хуманитарна криза или преку бавење на права на деца, застапување разни детски работелници и така натаму. Впрочем, стигнавме до момент кога сакаме едно вредносно обоено образование. Сакаме образование во кое не е важно што се учи, него и начинот на кој што се учи, и кое што ќе промовира ненасилство и мир и ќе ги учи децата, ќе ги поттикнува да бидат носители на промените понатаму во животот. Училиште во кој што ќе биде гласно слушнато детското мислење, мислењето на младите, во кој што ќе бидат инволвирани во процесите на донесување одлуки. И тоа не завршува само таму, тоа е секоја подготовка за некоја понатамошна активна улога во самото општество, кое што понатаму ќе ги негува овие основни вредности. Ајде ќе зборуваме за тоа каде сме и во образовниот систем, паралелно нели со тоа што еве и Европа и светот го прави, или како ги инволвира децата, или како ги почитува на крајот од денот и ги вреднува како рамноправни членки на општеството во кое живеат. Што значи да се биде амбасадор на меѓаши? Поканата што значеше за вас? Јас покрај Драги и Гордана сум исто така еден од првите што се вклучи во оваа организација. На почетокот бевме сите волонтери. Се случи војната во Југославија, се распадна војната, се случуваа трагедии. Овдека дојдоа 60.000 бегалци. Се разбира дека владата се грижеше, но многу повеќе се грижева овие невладини организации, особено оваа наша невладина организација која што на почетокот беше повеќе на хуманитарен план. Значи се трудевме да обезбедиме сместување, да обезбедиме храна, лекови, се што можеше. Дури обезбедувавме и мостови за други земји, така да имавме големи, како би рекол, трансфери за Шпанија, за Белгија, за Канада и така натака. Но она што беше во тие први години беа тие трагични приказни со кои што се стартнувавме. Затоа што секој од тие бегалци имаше многу трагична судбина. Без разлика што биле дојдени тука, таму што оставиле страшни работи беа. Така да ние сите се трудевме максимално да обезбедиме на некој начин да се почувствуваат како добродојдени, да почувствуваат некоја топлина и да почувствуваат дека ете некој се грижи сепак за нив. Дури и ова знакчево што е на детската амбасада е едно дете од Босна кое што дојде тука и си ја пронајде својата мајка и ја пронајде мајка му. Исто така беше многу интересно што воспоставивме контакти со многу луѓе надвор, кои што на некој начин сакаат да помогнат, така да имавме многу интересни соработки, например со градоначалник на еден град во Франција, кој 3-4 години доаѓаше овде и носеше хуманитарна помош, школски прибор, ни донесоа едно комбе, дури, јас и не верував дека тоа ќе го направат, им нарачав школски автобус со видео програма и за да можат децата во тие што го велат она настава во природа, место да кажат сега Африка и да гледаат на карта на глобус, им пуштавме филмови од Африка или од Азија или од недека. И меѓутоа автобус сепак не чинеше доста и го понудивме на Министерството за образование, не џаби им го дадат, сакам да им го дајме, не сакаа да го земат. И така остана.
Но, она што е важно, на вистина, дека во тие први 2-3 години многу работи завршивме на тема хуманитарност. После тоа, јас бев сигурен дека, мислам, од кога завршија војни венели, требаше да се продолжи таа работа за децата во Македонија, за децата, за правата на децата. И добро е што ова на почеток волонтерска организација прерасна во професионална. Професионална луѓе вработени кои што својот работен век и своите примања ги остваруваат правејќи проекти кои се финансирани и од тоа можат да живеат. И мислам дека таа професионалност е многу значена и тоа што го спомна Драги, што на вистина за овие 25 години не прифативме, не подпаднавме и обстоивме да во таа намера да бидеме независни и да бидеме вистинска онака неопределена непрофитабилна организација. Секоја чест, повторно ќе речам и секоја чест за енергијата и љубовта која секојдневно ја давате и ја споделувате со сите оние на кои тоа им е потребно, а најмногу се разбира децата и младите. И сега кога споменавте, драги, вие на почетокот го дадовме нашиот домашен телефонски број, така тргна се. Сега веќе фала му на Бога има број на кој луѓето знаат и тоа како дека може да се јавуваат, ќе го читаат телефонскиот број денес во емисијата, чисто како за потсетување. Тоа е тој познат SOS, телефонски број за деца и младенци, на кои најчесто се јавуваат па и возрастни. Се разбира, кои имаат некаква мака, проблеми, едноставно им треба стручна помош, да ги упати, да ги сослуша. Што се прави, Ангела, на SOS телефонскиот број или секојдневно, која е таа ваша задача која ја имате вие и веројатно тимот со кој соработувате? Да, убаво кажавте. Освен таа функција да се упатат, децата, младите и возрастните, операторите на SOS телефонот низ текот на годините и се уште имаат еден предизвик, би рекла, една благородна задача да ги сослушаат децата, да ги разберат и да им дадат чувство дека постои таму некој кој што се грижи за нив и кој што сака да ги слуша и сака да ги заштити. Многу пати на SOS телефонот децата кога се јавуваат е можеби првото место каде што тие се јавиле и првиот човек на кого се обратиле, потаму и велам за тоа е толку благородна и одговорна функција. SOS телефонот 0800 22 22 постои речиси од самиот почеток на детската амбасада Мегеши и во континуитет постојано функционира и работи со препреки, со некои предизвици. Меѓутоа, од секогаш на SOS телефонот имало оператори, координатори, волонтери, тимот од луѓе од различни профили кои што несебично секогаш ја давале својот ангажман, несебично го давале својата помош и поддршка. Ајде ќе ми кажете подоцна за тоа кои се тие луѓе или каков е тој процес на првото јавување, што следи следно, малку да го објасниме тој момент за можеби оние на кои им е потребно и да знаат која е таа процедура или едноставно можеби непознаницата ги плаши да го свртат бројот и да се јават. Оно што ме интересира, драги, е каде се изгубивме или каде се губиме за да ги сослушаме децата, кои се правата на децата, како да ги споменуваме или се споменуваат често, ама вака како да имам чувство дека не толку сме информирани што е на вистина право на детето, колку вистински ние ги почитуваме нивните права, како да се само алатка, се реков во најавата, ние го имаме сватено моментот дека се некаква круна на љубовта меѓу двајци, дека сме исклучително радосни кога ќе се јават, но зошто потоа знаат луѓето да им приреда таква болка, така да им го онесреќат детството, а најмалку се виновни за сето тоа тие? Па едно е да на највисоко можно ниво го издигнавме детската личност и сите права кои ги заслужува детето спрема сите меѓународни документи, Конвенцијата за правата на детето, друго како ги почитуваме во пракса. И трето е колку ние како родители сме одговорни и имаме време да ги сослушаме, разговараме, им посветиме целосно внимание. Не само и родителите, туку и наставниците, воспитувачите во воспитно-образовниот систем. Колку медиумите посветуваат едукативни содржини да децата им дадат информации кои се битни за нивниот правилен раст и развој.
Она што морам да кажам дека ние на ниво на одговорност на родителство одевме со неколку кампањи, веројатно ќе се потсетат и гледачите со кампањата Дали денес го гужнавте вашето дете, дали денес му кажавте колку го сакате, дали денес разговаравте со вашето дете. И кога ја поставивме последната порака дали денес разговарате со вашето дете, настана проблем, затоа што многу родители почнаа да се јавуваат дека нема доволно време за своите родители, за своите деца. И она што сакам да го нагласам дека квалитетното родителствување не значи само количество на време, на посветено на детето, туку и квалитетно време на комуникација, затоа што замислете ако во училиште не му посветуваат доволно време наставниците и водат грижа само за наставните содржини, а психолозите, педагозите таму кај што има социјален работник, евентуално социолог, не може да ги офатат сите деца, класовите се со голем број. Каде детето со кого ќе разговара, каде ќе ги искаже потешкотиите со кои се среќава ако родителот не му посвети доволно внимание. И нели треба да сме ние првите најдобри пријатели меѓу другото? Јас искрено многу често во вакви ситуации користам пригода да децата, ако забележат дека нивните родители се отсутни кога ќе дојдат од работа и се уште не се вклучиле во секојдневните домашни обврски и задачи кои ги имаат и предизвици во грижа, чување и воспитување на детето, детето да биде иницијатор на првиот почетен разговор. Значи, ако гледа дека родителот се уште е таму некаде од кај што дошол и не може брзо да се исклучи и вклучи, искрено им советувам на децата да ги прашат своите родители како поминале на работа, како се чувствуваат денеска, едноставно да се почне разговор за да има можност, време, детето да го фокусира родителот кон себе, за да може да воспостават комуникација и за да може да почнат да разговараат. Се додека не почнат да разговараат, не можат родителите да очекуваат дека децата ќе се снајдат сами со сите проблеми, предизвици со кои се соочуваат во секојдневието. Тоа е главниот одговор на сите проблеми поврзани со насилство, поврзани со силување, поврзани со меѓуврсничко исто насилство, поврзани со образовни, љубовни и било какви потешкоти кои ги има децата. Без комуникација тешко било кој дете, посебно колку се мали, не може да се справат самите. И комуникацијата според мене е одговор, не дека секој родител има капацитет да биде одговорен. Апсолутно. И родителствувањето се учи цел живот. Исто како што се учи дека во брачната заедница има многу одговорности. Исто како што се учи кога се разведува бракот дека имаат родителите одговорност дека не се разведуваат родителите. Но родителот е цел живот родител и тој мора максимално да биде фокусиран кон детето се додека му е најнеопходен. А тие се првите години од неговиот развој, а до 18 години мора да биде тука околу него, за да може да му се најде кога ќе има потреба, зашто детето секогаш има потреба од некој најблизок на кого има доверба, за да му се довери. Ако нема детето кому се да се довери, веројатно не ќе може ни сам да ги решава секогаш проблемите со кои се соочува на најсоодветен начин. Кои се проблемите најчести со кои децата се соочуваат? Јас со нешто имав можност да го забележам од извештајот, зборувавме кој го добив од вас низ годиниве наназад, од самиот почеток, зборуваме за погодини, нели, јавувања и проблеми кои ги имали, имам впечаток дека во почетокот, како и фала му на Бога за тоа, имало повеќе јавувања, ако не се лажам, 94-та, исклучително, извинете, голем број на јавувања, 4000 и повеќе, а сега зборуваме минатата година за 80 некои јавувања и повторно ќе речем фала му на Бога да немаат потреба во смисла да имаат вистински проблеми, но дали бројката зборува дека намалено е тоа злоставување на децата, непочитување на правата на децата? Самите бројки не се доволен показател за реалната состојба. Ние комуницираме со децата и на други начини, не само преку телефони, преку социјалните мрежи, преку советување и преку мејл. Ако на почетокот биле љубовни школски проблеми, сега се посериозни и посериозни проблемите. Она што се намалува бројот не е резултат на тоа дека проблемите се намалени, туку децата мислам дека се помалку имаат верба дека капацитетите на државата се во максимална функционалност да им притекнат во вистински момент на помош. Споминавме за SOS телефонот и реков да објасниме што значи едно јавување или како тоа од прилика би изгледало кога се јавуваат? Кои се тие луѓе на кои детето се обраќа практично? Дали веднаш се насочува понатаму, дали треба да зборува со
социјален работник, дали треба да зборува со условно речено психолог и слично, или како се доживуваат сите тие јавувања, проблеми кои веројатно не ве оставаат ниту рамнодушни, ниту пак едноставно исчезнуваат, нели, по самото спуштање можеби на слушалката. Рамнодушни никако не оставаат, токму затоа и мислам дека и сите кои што сме од тимот на детската амбасада меѓаш го работиме ова поради тоа што не остануваме рамнодушни на тие проблеми и самите преземаме одговорност да направиме нешто во врска со нив. Она што би рекла дека многу често во апели децата ги поттикнуваме на тоа доколку имаат проблем или доколку се соочуваат со некаков вид на злоупотреба на нивните права, доколку тоа е надвор од семејството, убаво би било првенствено тие да разговараат со родителите. И секако за тоа мора да постои некоја добра динамика помеѓу нив и мора да постои доверба помеѓу детето и родителот. Меѓутоа кога станува збор за насилство или за прекршување на некое право во рамките на семејството, тогаш ги охрабруваме нели да се јават кај некој близок, на SOS телефонот, во институции, полиција или слично. Како изгледа еден повик? Многу често децата не се тие кои што се јавуваат поради тоа што им е тешко понекогаш и да говорат за траумите и како што напоменавме и неколку пати до сега, мислам дека и нема толку некоја доверба дека некој би можел да се грижи за нив, да ги заштити или да ги едноставно да ги заштити. Но поаѓаме од фактот дека им е тешко да зборуваат за тоа, особено со некого кој што не го знаат. Иако за SOS телефонот и за детската амбасада меѓаш се изучува уште во трето одделение во учебниците по запознавање на природата и општеството. Многу се чести повиците кои што ги добиваме од родителите, кои што ги добиваме од членови од нивното семејство и особено од загрижени граѓани. Она што, ако можам така да се изразам, ме радува е тоа што се повеќе јас лично како операторка се слушам со граѓани кои што се загрижени за состојба или ситуација на некои деца. Без разлика дали тоа станува збор за деца питачи, дали станува збор за деца кои што им се соседи, дали станува збор за она што беше интересно што неколку пати добив и повици за децата кои што се во овие нови кастинг талент шоуа или кои што се во аудиции некакви каде што условно ги малку ги загрижени се дали е тоа во ред, да. И затоа кажав не знам дали можам да се изразам дека тоа ме радува, меѓутоа емпатијата мене ме радува во емпатијата ме радува и што се јавува веројатно или ја докажуваме да. Така, и свесноста дека луѓето навистина гледаат дека злоупотребата можеби има и некои задскриени форми и не секогаш е активна злоупотреба како што сите сме научени на тоа многу често, се јавува и во некоја пасивна форма. Меѓутоа да се вратам на вашето прашање, секогаш започнува нели со слушување на проблемот. Понекогаш се случува да се повторуваат истите проблеми, односно да се повторуваат состојбата, да, кај различно дете, особено беше нагласено во извештајот за 2016 за проблемите и правата што се прекршуваат на децата при бракоразводни постапки. Па така и јас многу често се соочувам со тоа прекршено право на детето на видување со едниот родител кој што не му е старател. И се разбира, секоја приказна е различна. Посебна и различна. Сепак тоа е човечка судбина. Не може да се остане рамнодушен на тоа и самата кажавте. Меѓутоа треба операторите, волонтерите, координаторите на SOS телефонот да научат да се одвојат од тоа. Затоа што сепак колку и да е лично, колку и да е човечка судбина, треба да се оддели од својот личен живот. Така всушност најмногу и можеме да се заштитиме, да, и на тој начин и да помогнеме. Појавувањето, односно кога го слушаме детето или возрастниот, во повеќе случаи возрастниот, доколку има потреба, да речеме, од некоја психосоцијална помош или поддршка, таа се нуди. Меѓутоа, многу често тие имаат потреба и од правна помош, односно некој што ќе се застапува за нив и за нивното дете. Па така функционира и бесплатната правна служба при оваа SOS служба и со праќање на дописи, представки или известување до надлежни институции, токму да ги потсетиме
што е нивната работа или едноставно да ги замолиме да извршат увид во некоја состојба. Ние многу Што често со морам да децата со кажам, инвалидитет, сакав да ве прашам? Ова ми е едно од прашањата кој баш сакав да го поставам, бидејќи има и ситуации кога можеби тие не можат да се јават, ниту можеби да зборува. Еве да зборуваме за децата со хендикеп, со слух и говор и слично. А има и се врши злоупотреба можеби врз нив. Дали Кој ќе таа се јави во дојава, нивно дали име? кој би се јавил во нивно име, дали тука имате исто увид над ситуациите или дојавата што е со оваа категорија на жртви условно речено? Ние отворивме една група за помош за деца со здравствени проблеми. Таму беа повеќе граѓански здруженија и граѓани кои беа засегнати. Имаше деца со епилепсија, со аутизам и со други здравствени проблеми, деца кои не можат да остварат здравствена заштита. Вие знаете дека ние силно реагиравме со случајот со Тамара и одолжувањето на процесот на незиното лекување. Она што се жалеа, колку што јас можам да се сетам во тоа време, не беше многу одамна, пред година и нешто, ја формиравме таа група на Facebook, е дека децата не добиваат на време на здравствена заштита. Значи брза на време на здравствена заштита и дека многу често се пролонгираат интервенциите кои треба да се финансираат од страна на Фондот за здравство. И дека некојаш децата плаќаат и цена на живот. Инаку во однос на принципите на работа на СОС телефонот, тој е анонимен и анонимност е загарантирана се до оној момент додека државните институции не побараат од нас информации во случај ако е лажна дојавата. Значи ние многу внимаваме да ги мобилизираме државните институции, но да нема лажна дојава. Нашата главна мисија на организацијата која ја редефиниравме пред неколку години во стратешкиот план, ние поправеден свет за децата. И ако забележувате, сите ние си носиме по некој беч. Со убави пораки се сите. Мојот беч е мирот е образование за секое дете. Мене ми вели мире кога си со смирена душа. И на вистина нема побаво од смирена. Мирот е среќно дете. Мојот вели мирот можеш сам да го градиш или сама. Разни пораки ги имавме и духовити од типот мирот кога Да, веројатно бидејќи се работи па и со деца на крајот од денот, сега да ја прашам дали еве ги гледам илустрирани, забавни начин кој веројатно го осмислувате за да овие проекти или да речем овие материјали стигнат многу брзо или се свати нивната поента и цел и едноставно да дојдеме до потребните информации на еден многу брз, конструктивен начин и сепак поучен на крајот од Ние денот. ги користиме социјалните мрежи малци да го едуцираме и да ги едуцираме родителите на населени TV, ако забележувате имаме брошура за одговор на родителство. Сакаме ли ние како Имаме родители да се брошура за едуцираме? телесно, па и да не сакаме и мораме. Велам, затоа што нели како да ни оди по дефолт, да се стане родител е природно и природно ќе учиме по пат со децата како се родителствува и што значи тоа да се биде родител. Но колку вистински знаеме што е родителство, сме прочитале, сакаме да читаме, колку вистински се фаќаме во сопствените грешки дека можеби треба или не. Иако навидум се тие нели првично ќе речеме мали или не толку значени, но можеби правиме некоја трајна штета на нашето дете со самото тоа што сме еве на крајот на криштата и презаштитнички кон своето дете. Премногу го нели ние премногу сме авторитетивни, па градиме некоја несигурна личност која утреден ќе се чудиме можеби зошто се излезе вака кога напротив имав поинаква идеја и цел за своето дете. Ја можам искуствено да кажам како родител, нема да навлезам повеќе од тоа дека децата си го бираат својот пат, а ние сме тие кои сме или позитивен или негативен пример. Едноставно можеме да им дадеме наше видување, а они конкретно тие децата ќе се одберат што е најдобро за нив. Значи многу е тешко родител субјективно да процени што е најдобро за детето. И при избор на професија, и при избор на љубовна врска, и при избор на училиште, и било кој. Изборот е на детето, а ние сме тука да бидеме консултирани, прашани. Може да реагираме само кога сме многу силно убедени дека детето за нешто греши, но и тогаш прашање колку имаме мандат да му се мешаме во изборот на детето, затоа што сепак детето е личност и треба максимално во било кое донесување на одлуки да биде прашано и заеднички да се донесуваат некои одлуки кои се од негова важност, посебно кога се помали. Така да ние треба да градиме кај децата активни чинители на не само на градење на својата визија за неговиот раст и развој, туку и како граѓани понатаму кои ќе придонесат
и ќе дадат придонес во самата заедница. И тоа е многу. Ние имавме еден проект, се сеќавам, каде што и за прв пат пративме деца во Комитетот за правата на детето во Женева. Децата си подготвија свој алтернативен извештај и тие кажа кои права се прекршени во Република Македонија, значи не возрастните, самите деца. Тоа беше градење култура за детско учество, каде што две деца, еве ќе се сетам, една од нив беше и студентски правобранител, отидоа во Женева, го бранеа извештајот, и Македонија, после Србија, беше на овој балкански регион втора земја која деца учествува и таму реално ги бранеа и застапува своите интереси. Значи, ние како возрастни колку да ги знаеме потребите и интересите на децата, ја мислам само застапувањето и само организирањето и детскиот активизам и детското учество е многу важна форма да го негуваме уште од најрана возраст, уште во градинка. И затоа многу се залагаме да градинките бидат не само згрижувачки, туку и воспитно-образовни институции и да биде опфатеноста поголема, за да може децата на време да ги стекнат животните навики, вештини, да се социализираат со другите деца, да се вклучат на време во градинката. Тоа значи дека помалку деца ќе бидат злоупотребени на улица, ќе биде злоупотребен нивниот труд и ќе бидат образовани. Значи, имаме многу голем проблем, еве затоа јас ја одбрав мирот е образование за секој дете. Имаме многу голем проблем во Република Македонија со деца кои не се вклучени во образование, со деца без извод од матична книга на родените, со деца кои не успеваат да го завршат основното образование, со малолетнички бракови, со деца кои се жртви на сексуална злоупотреба, деца кои се грабнуваат и киднапираат и кои едноставно исчезнуваат од картата на Европа. Вие знаете колку е поразително дека за време на мигрантската криза 10.000 деца се исчезнати, дека тие едноставно се грабнати и киднапирани. Тие транзитира низ Република Македонија. Не велиме, да, 10.000. Ние цело време кажуваме 10.000 во Европа. Ние цело време кажуваме дека во Македонија има околу 3 до 4.000 деца без извод од матична книга на родените, фантоми. Ние цело време кажуваме дека има 18.500 деца што не одат на училиште. Цело време кажуваме дека 2.000 деца се секојдневно на крстосниците и со испружена рака. Питача, дека има криминални банди кои ги злоупотребуваат и остваруваат профит на нивна сметка. Цело време кажуваме дека 200.000 возрастни не успеале да завршат основна камоли средно образование, дека неписменоста, сиромаштијата и злоупотреба на детскиот труд иде рака под рака и дека градоначалниците, каде што тие се директно надлежни за градинките и за основните училишта, покрај инфраструктура треба да водат грижа колку деца се вклучени во образованието, да направат максимални напори да се вклучат во образованието, трудовите просветни инспектори да бидат активни, да нема ниту едно дете во Република Македонија кое не е вклучено во образование. Само тоа е одговор на секоја можна сиромаштија злоупотреба. Инаку Ангела ќе каже на топ 5 проблеми на нашиот естествен телефон покрај бракоразводна постапка, покрај семено насилство, покрај деца на улица и деца жртви на сексуална злоупотреба е и сиромаштијата. Да не кажам дека имаме структурно насилство, но сиромаштијата е голем проблем за луѓето кои не можат да ги остварат елементарните потреби на детето. Вие ако детето не го лекувате или не му обезбедите образование и воспитание, како родител се чувствувате виновни што не сте му го овозможиле тоа. Ако државата не се мобилизира да ви помогне, државата станува соучесник на таа злоупотреба на детскиот труд. Така да ние како граѓанска организација мора да реагираме. Да зборувате и да реагирате и цело време гласно го и правиме постојано, тоа, како што успеавме парламентарците пред 2 години да ги убедиме дека педофилите и сексуалните злосторници мора да се зголемат казните заради рецидивизмот и повторништвото и не послушаа. Сега реагираме за чистиот воздух, утре ќе реагираме за, значи потребите си доаѓаат сами по себе. Ние не ги важно е да се биде буден, важно е да се следи, точно да се биде буден и да се биде гласен. Буден, гласен и активен и мобилен. Само така. Не е само да се обвинува, односно конструктивно е обвинувањето во смисла само за да бидеме дел од решавање на проблемот. Да се реши проблемот и да не зборуваме
ниту едно дете што велите да нема кое ќе биде злоупотребено или чии права ќе бидат прекршени. Кога сме кај образованието, бидејќи го споменавме, кои проекти се прават? Сте ли во тесна врска и соработка со образовниот систем, со училиштата, со градинките, се нудите да помогнете, да се дознае повеќе за тоа дали им се кршат правата во образовниот систем, колку тие сакаат да научат вистински во образовниот систем за тоа што значи нели право на детето и колку истото се почитува. Па од друга страна и децата да знаат за да почитуваат нели за авторитети кои ги образуваат во нивниот живот. Работуваме на различни проекти и непроектни активности со различни нивоа и градинки, и училишта, и министерства и така натаму. Дел од решавањето на проблемите ни се чини од све ова што наброевте е што постојано поттикнуваме преиспитување, поставување на прашања и отварање простор за учење на дополнување за некаков раст, како на родителите, така на наставниците, така на нас самите, така на децата. Тоа никој пат не е едностран процес насочен само кон децата некаде. При тоа една од важните наши посочувања е дека недоволно обрнуваме внимание на образованието, дека ние само декларативно тврдиме дека е тоа важно и примарно и така натаму, меѓутоа се покажува на терен дека сме заглавени во некакви различни реформи кои што со години не успеваме да испливаме. Ниту пак дигнитетот на таа професија и на самото чувство дека знаењето е моќ, успеваме да го вратиме повторно на некаква јавна агенда. А практично тогаш се навраќаме во оној магепсан круг дека со несоодветно образование или воопшто без пристап до било какво образование само ќе се перпетуира, ќе се продолжи со повторувањето на сите можни несакани и лоцирани проблеми кои што веќе ги спомнавме. И затоа и работиме негде во овој правец на мировно образование кое што ќе биде поотворено и вредносно ќе пропагира за се што се случува внатре. Дали онаа ваша уметничка нитка, низ овие години искуство и соработка со Мегеш и како дел од неа, разбуди во вас желба да направите нешто што ќе остане трајно како нели проект, телевизија и слично? Не само амбасадата, зборувам нели проекти како филм, како серија ние. Дека самата детска амбасада е нешто трајно. Така. Тоа е нешто како споменик. Бидејќи расневме во време кога имаше многу едукативна програма која не учеше некако меѓу другото. Да речеме, самите почетоци на почетокот многу повеќе, бидејќи такви беа и условите, повеќе правевме представи, се дружевме, правевме приредби, па училишта за кловно, па детски работилници. Мислам, такви детски работилници. Забавно едукативни дружби. Забавно дружење со децата, меѓутоа сега навистина и мислам дека ова е исправниот пат што сега детската амбасада го води, а тоа е борба за детските права. Затоа што тука представата ќе биде, има останати се фотографии и толку, пројде. Меѓутоа, ако се успее барем у некој сегмент да се остварат тие детски права, да се подобрат условите на деца во денешно наше општество, да се намали бројот на неписмени, да се намали бројот на деца на улица, да се намали бројот на деца наркомани. Мислам, сето тоа е, како да речам, некое основно начело на детскава амбасада, зашто треба, како што Драги го кажа, да се забележи, да се реагира и да се учествува во тоа. Проблемот е што многу малку од овие работи може детската амбасада сама по себе да ги реши. Да ги направи. До сега сигурно многу повеќе би било речено кога би било оставено на детската амбасада, но таква е државата. Имате ли нешто што е врежано длабоко во вашата меморија како приказна, како случај, како нешто што веројатно до крајот на животот нема да може да го избришете? Па може ли ја да кажам една оваква, мислам, врзано е многу со детската амбасада, ама е, како да речем, би рекол филмска тема. Значи, пак ќе се вратам 25 години назад, кога се основиваше детскава амбасада и кога луѓето беа одека, кога Сараево беше блокиран град, беснееше војната, ние како детска амбасада успеавме да добиеме дозвола од Обединетите нации. Никој на Балканов не ја доби таквата дозвола. Ние ја добивме за да се воспостави коридор за храна помеѓу Скопје и Сараево.
Тоа беше една огромна организација, да се најдат финансиери, да се најдат, што беше многу страшно, да се најдат превозници, кои што таа храна, што овдека се собираш, ама и тоа не да собираш донации, него да право, мислам, она што треба за потребите. Имаш еден конзорциум од Сараево дојден, значи, она што треба на градот, што треба, за да може да преживее. И тоа беше една огромна работа, 20 камиони, она шлепери со храна, тргнуваат од Скопје, сите телевизии тоа го преваква. Обезбедивме дозволи од Србија, од Република Српска, дури и од Босна, за да може тој конвој непречено да помине. И ни Србија помина, низ Босанска, Република Српска помина, падна снег, се затрупа патот, не може да пројде. У тоа време Умпрофор беше задолжен да за колку толку да го обезбедува тој конвој. Не можеа, тогаш па се случи и таа авионската несреќа кај Охрид, кога падна авионот, па беа околу тоа не можеше. И од Блаце, како се каже, од Пале, од Република Српска, дојдаа чистачи со војска, со ова, го исчистија патот и конвојот продолжи до Пале и таму го конфискуваа. Си го собраа за себе. Ужас. Море интервениравме ја преку Бата Живиноvić до Слободан Милошевиќ. Па не знам кај све не се обидовме, затоа што плюс и луѓето, шоферите што ги возеа камионите беа заробени. Водачот на тој конвој, кој што е иначе еден од основачите на детската амбасада, во затвор, со голема опасност да биде и убиен. Така да беше многу страшно и го присвојува. Добивме званично писмо од министерот за транспорт и врски, дека конвојот е конфискуван затоа што имало од оној список на што све содржеше тој конвој, дека имало, не знам, 20 палети дрвени, кои што не биле на список, кај што стоеше храната, и не знам, 2000 кеси за пакување на храната и заради тоа е Непријавено, не? Да. Ама после неколку години, случајно, дознав, дека тој конвој потоа бил продаван во Сараево по дупла цена од она што беше вредноста на самиот конвој. И таму некој дебело се офаќа. А иначе вредноста на тој коридор, барем у таа прва, како беше 7 милиони марки. Но парите нема може да се изработи на вистина сценарија кој зборува за нашата човечка алчност, што повторно копијата се кршат на најслабите или преку најслабите. Тоа е блиско до војното профитерство, каде што неформално дури имаме информации дека таа дозвола била излоупотребувана за шверц на цигари и алкохол. Веројатно ќе зборуваме во некоја следна прилика. Кога веќе збориме, тоа треба да го отвориме. Така да војното профитерство за време на кризата на вистина треба да им служи чест на сите тие кои успеале. Но тоа животот е карма и се враќаат на еден неубав начин. Верувам ја злабоко во тоа, така да веројатно тоа што е злоупотребено, особено повторно ќе речам на грб на оние најслабите на кои им е потребна помош, вие тоа да го злоупотребите за можеби лично богатење, верувам дека тоа некогаш во животот ќе се врати и тоа немилосреден начин, некој што велат можеби забавува, но не заборава. Јас од срце тие тоа што го стори. Да, од срце вие со чиста совест што велам, со широко срце, со многу љубов, 25 години, секоја чест и честитки, го работите ова
сакате да помогнете, да подадете рака и несебично, секојдневно се борите за правото на детето, па нема ништо, верувам, побаво од ова. Поблагородно. Ова беше да, и поблагородно. Една можеби од темите која отворивме и еве зборуваме заедно со Меѓеши во Тунел. Ви стоиме како алатка на располагање за сето она што медиумски ви е потребно како поддршка. Во некоја следна прилика за убави работи повторно ќе зборуваме за мали бројки или да речем воопшто бројки кои ќе зборуваат за злоупотреба на децата. Ви посакувам уште многу успешни години работа и соработка се разбира со оние кои се тука за вас. Ви благодарам што одвоивте време за Тунел. Децата се навистина нашата најсветла точка во животот, да ги заштитиме, да ги почитуваме нивните права. Како велат речиси на секоја амбасада во светот детска, основно мото е дека сите цели во нели се како велат безлични, безважни од солзите на едно дете. Добро сум запомнала. Нека нема солзи, нека има само среќа и насмевка на лицето на секое дете. На вистина тоа го заслужуваат, драги мои. Ви благодарам и за вниманието. Благодарам многу. Благодарам и вам.